она што се случуваше со уставните измени, очигледно е пракса и продолжува да го прави ова владеачко мнозинство. За седница закажана во 17 часот, добивме известување дека ќе почне во 18 часот и истата почнува во 21:12 минути без дополнителни информации. Пред само неколку минути добивме предмет повлекување на предлог закон на јавното обвинителство по скратена постапка и повлекување на закон за изменување и дополнување на законот за Совет на јавни обвинители на Република Македонија, материјал со кој повлекуваат закони. Истите овие дописи немаат подпис од председателот на владата и дополнително доставени се нови предлог закони со одредени измени. Од информациите кои што ги имаме, а вие како медиуми можете полесно од нас да ги добиете, затоа што опозицијата денеска беше под целосна изолација, цел ден сме присутни во собранието, немаме никаква информација. Точка на дневен ред на влада за повлекување на закони, закон за Совет на јавни обвинители и закон за јавното обвинителство, не е точка утврдена на дневниот ред на влада. Не е помината на влада, значи повлекувањата, исто така и новиот предлог закон, новите предлог закони кои што ги доставуваат до собрание, а на кои се повикуваат дека поднесуваат закони, нов закон технички коригиран, пратеничката група на ВМРО ДПМН е, а убеден сум дека и најголемиот дел од пратениците од мнозинството ги немаат видено, затоа што додека седевме тука и чекавме да почне седницата, дополнително добивме дека е закажана и 135-та седница, која што ниту дневен ред можеме да видиме, ниту знаеме за што станува збор, ниту сме подпишани за таа седница која и да е, влезени сме тука и ќе гласаме нешто. Почитуван колега Џафери, почитувани колеги пратеници, овој терор што го правите во собранието на Република Македонија, овој пазар што го правите до касните ноќни часови и усогласувате законски решенија по ваша комуникација по пресконференции, не наликува на ништо. Доколку навистина сакате да донесете закон кој што ќе има европски вредности и на кој што се повикувате, немојте да донесувате закон со одложено дејство во скратена постапка, игнорирајќи ги сите забелешки на опозицијата, игнорирајќи ги сите забелешки на сите пратенички групи, игнорирајќи ги сите забелешки на експертите и на крај игнорирајќи го онај што вие го зборувате помеѓу кулуарите во собранието. Затоа ќе завршам мислата. Од причини што ги немаме погледнато овие материјали и да ја потврдиме веста дали се поминати овие закони на влада, барам 1 час пауза. Ви благодарам. Благодарам и вам. Тоа се материјали за нова седница, а пошто самите кажавте дека точките се повлечени, јас само можам да констатирам како што е процедурата дека точките се повлечени и седницата со тоа 134-та се затвара, а за новата седница и онака ќе треба да се подпишат, ќе добиете време да се подпишете на списокот и за тоа. Добро да полека сега. Полека сега. Па не е почната 135-та, немојте сега да ја почне. Сега сме на 134-та седница. Илија, ова е 134-та седница. Илија, прво, не е коректно, ова е 134-та седница и процедуралното беше по однос на ново свиканата седница 135-та, која ќе дојде на ред. Не можете да барате пауза на... Море човек, разбери еднаш, Илија, и немој, па не те спомнувам ти, има координатор кој што процедурално интервенира и ти кажувам.
Ве известувам дека владата на Република Северна Македонија го повлече предлогот на закон за јавното обвинителство по скратена постапка под архивски број 08-1249/1 од 10 февруари 2020. Констатирам дека предлогот на законот е повлечен. Ве известувам дека владата на Република Северна Македонија го повлече предлогот на законот за изменување и допълнување на законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија по скратена постапка под архивски број под број 08-1257/1 од 10 предлогот на законот е повлечен. Бидејќи владата на Република Северна Македонија ги повлече овие предлози на закони, констатирам дека 134-та седница на Собранието на Република Северна Македонија е завршена.